Ова издание на луѓе и места ве водиме во Скопско Влае. Таму живее мојот соговорник, кој со своите 81 година се уште активно учествува на трките за планински велосипедизам. Повеќе од 7 децении тој е на две тркала. Најпрвин активно во младоста, па следувала подолга пауза од надпреварувањето додека бил вработен, за по пензионирањето повторно да се врати на трките. Миле Станкови го најдовме во неговиот дом во Влае. Го спремаше за возење својот велосипед од 1961 година, кој се уште е во одлична состојба благодарение на љубовта и одржувањето. Тој секојдневно е со него и вели дека така го одржува велосипедот, но и велосипедот го одржува него. Искуството од младоста дека треба да се набие кондиција во нозете за да се учествува на некоја маратонска трка е тајната на неговиот подвиг. А подвигот е повеќе од голем. На 81 година тој успешно го извози планинскиот маратон трофеј на Ѓорче Петров, кој се одржа неодамна, по предел кој беше предизвик за активните професионални велосипедисти, но и за Чичко Миле. Иако организаторот му сугерирал да не учествува поради годините и тешката патека, тој успешно стигнал на целта. Теренот беше неверојатно тежок за вожња, со без патие. Не се возеше никаде по некој постоечки пат, све се возеше по така наречени козји патеки, кои што беа некаде 30 сантима широки, некаде пола метро, ретко каде да видне нешто малце поширочка. Тоа викам затоа што се постигнуваше големи брзини на спустовите и е проблем да се управува со велосипедот. После прети опасност, патеката никогаш не беше очистена. Одговорниот, он ме познаваше од миналата година и тој е господинот Тони Ристов и вика: Чичко Миле, ја мислам да не возиш ова трка. Викам: зашто? Па вика: тоа е малце поопасна патеката и ќе биде тешка за твоите години да можеш да ја извозиш. И добро, он вика: имаш кацига? Имам, да, заштитна кацига за возење. И вика: добро, покушај да возиш, ако можеш да ја изгураш, да извозиш етапата, добро е, ако не, ќе се откажеш. И така со напор, со пратња на уз мене беше еден доктор Дуле и тој исто беше учесник во маратонот и еден друг пријател Андреја и решивме мора ќе идеме до крај. И така искачивме и планината и дојдовме до целта. А неговата приказна со велосипедизмот започнува во повоено Скопје, кога се формираат првите велосипедски клубови. Работнички е неговиот клуб. Активно од 1955 година се зачлени во клубот Работнички и тога имаше еден одговорен за велосипедизам и исто за пропагирање на велосипедизмот во Македонија, покојни Боро Костов. И така да се организирава, имавме и табела, се организирава трки секоја недела, у летни период бевме. А иначе имаме возено и 11 октомври трка, тоа беше савезна трка, која што провејуваше еден снегче и ветер имаше. Се возеше на релација Скопје-Велес-Скопје. Тогаш велосипедите ги обезбедуваше клубот и беа купени на старо од италијански марки Јулија, Беното, Легнано и може да имаше и некои други. Јас имав Јулија
а и дрес италијански имав Јулија, така да ми беше интересно. Првиот негов велосипед бил оној на неговиот татко. Имал само 7 години и тогаш како да се навестувала љубовта на две тркала која следувала подоцна. Уште од 37 година, 1937 година, татко ми имаше свој велосипед нов купи, Зенит марка. И така да ние као деца сме возеле прво под рам, пикнати и така со тешко вртење на педалите. Али тоа, таа желба, тоа останало од тогај, така да 55 година ми се укажа прилика да се зачленам во работнички. Во тоа време, во обид да се популаризира велосипедизмот како спорт, се возеле трки низ повеќе градови низ Македонија. Трките ги возевме низ сите градови на Македонија. Не наеднаш, него неделно. Например, една недела се идеше, имавме една релација Велес-Ѓевѓелија, имавме релација Скопје-Прилеп. Втора етапа имавме другата недела од Прилеп до Охрид. Беше така едно време послератно, се уште се чувствуваше таа немаштија. Ако ви кажам дека на тренинг сум ишол и со 2 печени пиперки меѓу 2 кришки хлеб, и така сме, толку било, мислам, имањето, а на трките секогаш не било обезбедено во ресторанти или во хотели за спање, во ресторанти за јадење, тој обично еден оброк. Имаше разни етапи со различити должини, али тие етапи од 100 километра нагоре беа. 120 некој, 180 имало. Ова трка за Тетово беше 40 километра, али толку лош пат да тешко било да се извози трката. За една трка од една етапа од 100 километра или и повише, значи треба се вика да набиеш километража у ноги и преку 1000 километра на тренинзите през неделата. Не беше лесно, али беше убаво да се учествува. Младоста е убава. Тогашните велосипеди не биле како денешните, но и патиштата. Асфал многу ретко, најчесто макадам. Тогај патиштата беа све со макадам. Асфалт скоро нигде не постоеше. Например, се сеќавам на патот Скопје-Велес, по така наречениот постариот пат. За прв пат со 3 буриња беа ставени горе и со гранки беше напрскуван асфалт на патот. А тоа за нас беше проблем, зашто грбовите, дресовите све ни беа со асфалт, бидејќи немаме браници позади и че ни нафрлаше све од асфалтот. Например, една трка Скопје-Тетово Скопје, 4 гуми дефект имав на... Толку беше лош патот. Тоа така да беше проблем и за... Ништо не е чудно да се види дека и некоја кола, од кој што беа ретко коли во тоа време, исто да има проблеми, бидејќи немаше нови гуми, па со половни гуми, со стари гуми, и можеше да се види како се мачат со лепење на гуми. Поради вработувањето во треска и поради честите службени патувања, тој морал да направи подолга пауза од велосипедизмот, но никогаш не и од велосипедот. Повторно се вратив по пензионирањето.
Значи, голема пауза. Али се вратив на такмичарскиот дел. А од велосипедот не сум се одвајал така. Мислам, секое утро сум ишол од овдека од Влае до Водно горе. Тамо ќе најдевме пријатели, ќе поседиме малце и па продолжуваме со тренингот. Така да тоа било со задоволство правено, со желба што полесно да се издржат етапите кои ќе уследат. По самостојувањето на Македонија и покрај годините се враќа на надпреварувањето и учествува на тогашните маратони. Совка на Македонија формира едно удружение така која што организира маратони исто така за бициклисти, за пропагирање на велосипедизмот, за популаризирање на велосипедизмот во Македонија. И тогај имаше неколку години учествував на тие трки, тие маратонски трки. Се постигнувало разни резултати, има некои и први места, имало и втори места, имало и откажувања. Секоја трка си носи приказка за себе. Сум се уште активен возач со возило, али многу често употребувам велосипед и за низ град, и дури кога сум у Катланово, имам викендица тамо. Кога сум тамо, има подобри терени за тренинзи, има и успони, има и равни терени. Така да секогаш се дружам со точакот и не ми е само овој точак, него имам и уште 4 други точка, кои што служат сега во фамилијата служат. Му посакавме добро здравје на Чичко Миле и уште многу години да ја врти на педалите. А ние ќе завртиме на нашите за 7 дена кај некои други луѓе на некое друго место.